Економска трансформација е нужна бидејќи во последните 7 години политиките доведоа до фактот да има просечен економски раст од само 1,7%, констатираше денеска дополнителната министерка за финансии Елена Петрова, која беше во посета на Штип. По средбата со стопанствениците посочи дека растот во државата е двојно понизок споредбено со стапката на раст во земјите од Западен Балкан. Токму затоа додава се бараат мерки за помош на компаниите и стопанството во државата. Компаниите покажуваат голема разочараност за тоа што трпат катастрофални последици од досегашните економски мерки и политики. Значи има индустрии кои што се во многу лоша состојба, има индустрии кои што се дури и како што велат стопанствениците во изумирање. Тоа се наши традиционални индустрии, како на пример еве да речеме текстилната индустрија во Штип, мелничко-пекарската индустрија, месопреработувачката индустрија. Сите овие индустрии трпат лоши последици заради политиката на попустливост во примената на договорите за трговските договори, лошите политики за субвенционирање, едноставно нелојалната конкуренција на која што се изложени. Компаниите бараат поддршка за техничко-технолошки развој, модернизација на капацитетите вистински, а не измислени иновации и подобри политики во однос на користењето на работната сила. Како што додаде Петрова, еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат компаниите е недостигот на работна сила. Генерално, повеќе или помалку проблемите, односно изворот на проблемите е ист, значи потребни се едноставно нови мерки и политики за да може да се помогне на компаниите, а со тоа всушност и на македонските граѓани, за да се постигне побрз и одржлив економски раст. Помош за стопанството ќе има и од страна на локалната самоуправа, истакна денеска градоначалникот Јорданов. Кога е во прашање текстилната индустрија, посочи ти мора да се најдат решенија за вработените и нивната погоденост од политиките во државата. Ние како град сме најповеќе засегнати од состојбите во текстилната индустрија, затоа што повеќе од 5000 луѓе во наредните години ќе бидат засегнати од глобалната економија, од покачувањето на цените, на пазарот на труд, од тоа што самата минимална плата ќе влијае врз нивната дејност и дека Општина Штип е најповеќе погодена и ќе биде погодена, затоа се потребни конкретни мерки во оваа индустрија за да сите овие луѓе не останат невработени, да не бидат на терет на државата. Дополнителната министерка за финансии изминатиот период оствари средби со компании во Кочани, Виница, Пробиштип и Свети Николе.